Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Започнаа работните активности за изградба на нова водоводна мрежа во населбата Сончев брег во Речица. Жител на Тетовско Желино е осомничен за негова инволвираност во оштетувањето на цевките во Тетовската болница. Дуи со обвинувања за таравари за присвојување проекти обезбедени од фондови. Таравари вели граѓаните ќе одлучат на избори. Започнаа работните активности за изградба на нова водоводна мрежа во населбата Сончев брег во Речица. Од Министерството за животна средина и просторно планирање за реализација на овој проект се обезбедени 13 милиони денари. Во тек се работните активности за изградба на водоводната мрежа во населбата Сончев брег во Текја Речица, општина Тетово. По завршувањето на овој проект, жителите на оваа населба се очекува да добијат питка вода за пиење. Денеска увид во градежните работи извршија градоначалничката на општина Тетово, Теута Рифи, и министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини. Се работи за проект за питка вода, кој имал 3 фази. Првата фаза е градење на акумулацијата која е завршена. После тоа цевководот од пречистителната станица Лисец до тука. И третиот дел, значи делот што го реализираме со Министерството за екологија за целата мрежа, водоводна мрежа, значи за целиот овој дел. Апсолутно тоа што нас ни е многу важно е фактот дека цела оваа населба ќе добие питка вода, стандардизирана, додека меѓу време сме продолжувале со легализација на сите објекти кои се градени тука и во соработка со ЕВН успеавме да завршиме и трафостаница во однос на имање на електрична енергија. Апсолутно дека во соработка со граѓаните и по нивно барање ова го реализиравме и за нас ова е еден многу важен проект. Вода за пиење е една од приоритети на влада и на ДУИ нормално. Ова кога збориме ние за зелена агенда, ова е тоа што збориме. Вода за пиење е приоритет на сите граѓани на нашата држава. Овој проект е цирка 13 милиони денари и ќе изгради една мрежа за вода за пиење до 5000 метри во ова население. Реализацијата на целиот проект изнесува 30 милиони денари, од кои 13 милиони денари се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатите средства се издвоени од буџетот на општина Тетово. Жител на Тетовско Желино е осомничен за негова инволвираност во оштетувањето на цевките во Тетовската болница. Инцидент кој се случи на 23 август. Лишен од слобода 42 годишен жител на Тетовско Желино поради сомнение за негова инволвираност во оштетувањето на двете бакарни цевки во кругот на Тетовската клиничка болница, пријавено на 23 овој месец. Инцидентот се случи во 3 часот по полноќ, кога непознат сторител ја оштетил цевката за довод на кислород во Тетовската болница. За среќа, таа цевка не била наменета за ковид пациентите, туку за оние во ургентниот центар. Секторот за внатрешни работи Тетово во координација и по насилки најавен обвинител презема интензивни мерки за расчистување на случајот со двете оштетени бакарни цевки во кругот на Тетовската клиничка болница, пријавен на 23 овој месец. Во рамките на овие активности вчера попладне околу 17 часот на улица Илинденска во Тетово лишен од слобода е 42 годишен жител од Тетовското село Желино, поради сомнение за негова инволвираност во овој случај. Инаку по барање и во договор со менеджментот на Тетовската клиничка болница од 25 месецов, значително зголемено е полициското присуство околу објектите на болницата со цел да се превенира, а ако има потреба и да се санкционира секое евентуално нарушување на нормалното и безбедно функционирање на оваа здравствена установа во Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува да работи на целосно расчистување на случајот.
Градоначалничката Теута Арифи, одговарајќи на новинарско прашање по одржаниот состанок со директорите на основните училишта, рече дека се е подготвено за почетокот на новата учебна година. Таа посочи и дека наставата ќе се одвива строго почитувајќи ги протоколите за заштита од ширењето на COVID-19. Ние како кризен штаб Тетово имавме барање, значи, до Комисијата за заразни болести за да одиме онлайн се додека не стивнат малце бројките во однос на пандемијата, зборуваме за Тетово и после тоа беше проширено за цел Полошки регион. Основните училишта, значи, почнуваат со физичко присуство. Имавме средба со директорите денеска, тие се спремни, имајќи го предвид фактот дека цел овој период го искористиле максимално да се средат, да се дотеруваат внатре за да можат да ги примат учениците. Ке одат со строги протоколи, кои се веќе државни протоколи, тие ке се испочитуваат, додека средните училишта одат онлайн, се додека значи идните 2 недели и после тоа ке следи друга анализа од комисиите за заразни болести, за да се види како ќе се продолжи понатаму. Образовниот процес мора да продолжи во време на пандемија, а со физичкото присуство ќе им се врати среќата на децата, истакна министерката за образование и наука Мила Царовска. Училиштата се подготвени за сите сценарија за учење кои што треба да се спроведат во учебната 21-22 година. Нашата одлука за започнување со физичко присуство на владата по препорака на Комисија за заразни болести е во интерес на децата, во интерес на учениците, затоа што наставата со физичко присуство нема замена. Не само заради процесот на учење, туку и заради процесот на социјализација и заради заштита на менталното здравје на нашите деца. Сите ние сме родители и сите ние бевме сведоци дека нашите деца учеа во минатата учебна година. Но бевме сведоци и дека им недостигаа другарчињата, им недостигаа наставничките и токму таа среќа ја враќаме во очите на децата. Но ја враќаме и среќата на наставниците, затоа што тие не се целосни, доколку не се во училница, не се со своите ученици и не го пренесуваат најдоброто знаење кој што го имаат, затоа што тие ги создаваат генерациите кои што треба да ја водат државата. Ние сме на еден ден пред новата учебна година. Јас им посакувам пред се среќа на сите ученици, среќа на сите наставници, но и препорачувам да се почитуваат протоколите доследно. Учењето со физичко присуство е предизвик во време на пандемија. Но минатата година како држава, како влада, како министерство, како општини, како директори, покажавме дека можеме и дека знаеме да ги почитуваме протоколите и немаше ниту еден случај на интерна трансмисија. И јас очекувам и оваа година да биде така. Бројките ќе паѓаат и ќе се зголемуваат. Тоа е период на пандемија и сите сме тука не затоа што сакаме, туку затоа што мораме. Но образовниот процес мора да продолжи и во време на пандемија. Од една страна ќе го штитиме образованието и образовниот процес, од друга страна имаме обврска да го заштитиме јавното здравје. И гледам дека сме припремени за истото. Да напоменам дека и по новата концепција училиштата се подготвени, наставниците се обучени, книгите се спуштени. На тој начин сметаме дека директно влијаме на подобрување на квалитетот. Наша обврска е да одржиме континуитет на настава, но обврска е и да го подобриме образованието, затоа што без квалитетно образование нема иднина во оваа држава. Факторот на преносливост е намален под единица и има тренд на опаѓање на бројките на новозаразени со коронавирус, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче, изразувајќи очекување дека ќе продолжи да спласнува овој бран на епидемијата. Сепак најоптоварени со пациенти и понатаму се болниците во Тетово и Гостивар. Трендовите се намалуваат, односно трендот на намалување веќе неколку денови поред трае. R-факторот на преносливост е веќе под единица, 0,9. И од искуството од претходните бранови, секогаш во период од една недела до 10 дена, најпрво предничи R0 факторот во падот и понатаму ги следат и вкупните бројки на новодиагностицирани, што значи дека согласно претходното искуство кое што го имаме од претходните бранови, може да очекуваме овој пад на новодиагностицирани пациенти да продолжи понатаму. Денеска има под 900, некаде околу 880. Таравари промовира и присвојува проекти обезбедени од фондови во време кога во Гостивар раководеше кадар на ДУИ, посочија денес на пресконференција од Гостиварскиот огранок на Демократската унија за интеграција.
Ваквите обвинувања актуелниот градоначалник искоментира дека граѓаните знаат кој што работи и своето мислење ќе го кажат на изборите. Огранокот на ДУИ во Гостивар денес на пресконференција излезе со критики до актуелниот градоначалник Арбен Таравари, посочувајќи дека промовира и присвојува туги проекти. Како примери од Демократската унија за интеграција ги наведоа зголемувањето на платите во комуналното предпријатие, како и неколку инфраструктурни проекти. Актуелниот градоначалник на општина Гостивар ја споделува во јавноста веста дека тој ги зголемил платите на вработените во јавното комунално предпријатие Комуналец за 75% во периодот од 2013 до 2017 година. Нема сомнение дека зголемувањето на платите во која било институција или предпријатие е за поздравување, но сакаме да ви ставиме до знаење дека до зголемување на платите дојде како резултат на зголемувањето на минималната плата на централно ниво од страна на централната власт, чиј составен дел е Демократската унија за интеграција. Проектот СЕКО, проект за водовод втора фаза, кој се финансира од швајцарската влада и од германската влада, кои се добиени како грантови уште во 2016 година, во времето кога со општина Гостивар управуваше градоначалникот од редовите на Демократската унија за интеграција. 4 градинки, финансирани од УНИЦЕФ и од германската амбасада, кои ги најде како готово изградени уште од 2017 година. За искажаното од политичките противници, актуелниот градоначалник искоментира дека граѓаните знаат кој што работи и своето мислење ќе го дадат на престојните избори. Не сме криви ние што на 29 октомври 2017 година граѓанинот во Гостивар одлучи Таравари со екипата да ја раководи општината. Сега ја ги разбирам, нивните соништа не биле реализирани, не можеле да ги реализираат повеќе проекти со канализација, со водовод, со градинки, со реновирање на училишта, со зелени површини, со велосипедски патеки, со младински центри, да не бројам уште многу огромен број на проекти. Сега тие, можеби нивните соништа не биле реализирани, ние реализиравме скоро сето тоа што го кажавме во 2017 година, на крај граѓанинот одлучува. Ете кај се изборите, ја им посакувам успешна кампања, ете кај е 17 октомври, граѓанинот на општина Гостивар ќе го збори, ќе го каже последниот збор. Во пресред на локалните избори, реакции и закачки меѓу Демократската унија за интеграција и Алијанса за албанците се сосема очекувани, со оглед дека нивните кандидати ќе ја водат жестоката битка за градоначалничката фотелја. Жителка на Скопско село позитивна на COVID-19 вчера самоволно го напуштила инфективното оделение во Гостивар, каде што била хоспитализирана, излегувајќи од прозор. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. 59-годишна жителка на Скопско село позитивна на COVID-19 вчера околу 13 часот самоволно го напуштила гостиварското инфективно оделение, излегувајќи преку прозорецот. Набргу потоа таа била пронајдена и вратена на натамошно лекување. Се расчистува и документира случајот и против неа ќе следува поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Во текот на вчерашниот ден на 31 лице од Тетово и 5 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење на заштита на лицето. Вчера полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 35-годишникот Тетовска Мала Речица, затоа што во 20 часот и 10 минути физички го нападнал неговиот 40-годишен соселанец поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Случајот е целосно расчистен и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 20 минути 19-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот и 30 минути во Тетовска Мала Речица физички бил нападнат од едно лице. На нападот му претходела вербална расправија поради недоразбирање во сообраќајот. Се расчистува и документира случајот. Вчера пак во 10 часот и 10 минути 27 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека завчера околу 18 часот и 20 минути на улица Илинденска во Гостивар физички бил нападнат од 41 годишник исто така од Гостивар. Случајот е расчистен и против 41 годишникот ќе следува соодветен поднесок.
Од секторот за внатрешни работи Тетово известуваат дека започнуваат со превентивни мерки и активности во пресрет на започнувањето на новата учебна година и одржувањето на јавниот ред и мир. Со почетокот на новата учебна година, секторот за внатрешни работи Тетово ќе стартува со повеќе превентивни и други мерки и активности, чија цел пред се ќе биде учениците безбедно да стигнуваат до своите училишта и назад во домовите, но и да се пресретнат и санкционираат евентуални нарушувања на јавниот ред и мир и други несакани појави. Веќе од утре, 1 септември, значително ќе се засили полициското сообраќајно присуство околу училиштата, во рамките на кое приоритетно ќе бидат ослободени за движење сите сообраќајни површини во нивна непосредна близина, тротоари и коловози, со што ќе се овозможи непречено и безбедно движење на учениците. Покрај ова предвидено е поголемо полициско присуство и на крстосниците и автобуските постојки пред почетокот на утринската и пладневната училишна смена. Полициски службеници на СВР Тетово според планираното на дневна основа ќе контактираат со најодговорните на училиштата и двонасочно ќе се информираат за тековната безбедност на состојба, а ќе се одржат и серија состаноци на кои ќе бидат поканети и одговорните за образование во овдешните локални самоуправи, чиј носител ќе биде одсекот за превенција. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира најмногу до возачите да ја прилагодат брзината во близина на училиштата, задолжително да им даваат предност на учениците и да не ги паркираат возилата на тротоари или во така наречени двојни редови. Во спротивно, ќе се соочат со законски предвидените санкции. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.